Недостигот на работна сила и адаптацијата на образованието според потребите на пазарот на труд се двата се уште најголеми проблеми на прилепските бизнисмени. Бизнисмените денеска од владата побараа и поголема промоција на домашните производи и на сите продажни места, да има истакнато минимум 50% од нашите производи пред увозните. Побараа и поголема контрола над производите кои што преку кинеските провајдери, како Тему, влегуваат во Македонија. Кои вршат сериозен проблем на малите најмногу предпријатија, на нивните производи, продажбата на нивните производи кои претежно се пласирани на македонскиот пазар, и сметаме дека тука државата, односно владата, треба да даде поддршка, истите да се проверува нивниот квалитет при увоз, да се оданочат. Беше побарано и поажурност околу добивањето на градежни дозволи и поактивен урбанистички сектор. Дигитализација и дополнување на урбанистички планови се со цел да им се овозможи на представниците од бизнес заедницата по големи инвестиции, капитални исто така инвестиции како во инфраструктурата, така и во високата и ниската градба, преди се во домувањето за младите брачни парови. Заменик министерот за економија истакна дека со сегашните владини мерки од оперативниот план биле обезбедени над 300 нови вработувања само во Прилеп. Дадоа и предлози кои што предлози може да и подобрат постојаните мерки, меѓутоа и да воведеме нови и поатрактивни мерки во иднина со новиот оперативен план кои ќе бидат многу подостапни и пооперативни и за постојаните компании, меѓутоа и за невработените лица. Во овој момент ја креираме програмата за 2026 година и сакаме таму да влезат проекти кои што ќе бидат излезени од бизнес заедницата, бидејќи сакаме да одговориме на нивните реални потреби. Во рок од една година пазарната инспекција досега направила 18.000 инспекциски надзори во Македонија, а изречени биле 120 милиони денари платни налози за казни. Се со цел да се запре сивата економија. Ќе се побарало изголемување на казните за непочитување на законот за нефер трговски практики, кои што сега изнесувале само 20.000 евра. За Сител, Дарко Штарговски.